Нема правда за Македонија. Тивко со наведната глава и солзи во очите вели 80-годишниот дедо Вангел Пустец, кој како и сите жители на Мала Преспа будно следи што се случува во нашата Македонија. Заради грците, велат, го сменавме името. Сега не толчат бугарите и нема да сопрат, но ние не смееме да подклекнеме. Ние не знаеме што сме, мајте албанци, македонци, али грци, али бугари. Зошто не знаеме? Зошто така тират политиката, политиканите. То што јас да не мамиме, да не велиме ние јазикот е забранат или вака. Не знаеме, јас сам 80 години. До сега и хубиме порано, помлади, јазикот не ни е забранат. Лешове политичарите дуи, тие говорат да држи работата. Ама што го менате името, јазик да ви. Зоран барајте да го бесам. А пак груевски ме менеше името. Беше меш. И со Бугарија. А вам не ва припозна Бугарија до живот. Заш? Заш го мене името? Живеачката во Мала Преспа е многу тешка. Младите се иселуваат, раскажува младиот борче кој што завршил високо образование во Македонија и кој е загрижен за еднината на татковината, за нашиот идентитет, историјата, за јазикот кој тие од другата страна на границата го негуваат и се обидуваат да се изучува и во средните училишта, не само во основните. Па нормално не да не боли, тоа е жалосно што се прави во Република Македонија. Не може да овде не може да сваќаат луѓето што се прави, жално е. Жално затоа што ве боли вам што се од другата страна на границата, истото и нас. И од двете страни исти луѓе живееме, што мора нешто да се смени или да се знае вистината што е проблемот. Господ да ни биде напомош, вели отец Алексо, кој 2 децении е свештеник во црквата Свети Архангел Михаил во Пустец. Мала Преспа излезе од голема темнина на безверие и во сета мачнина што не притиска како македонци, се радувам, вели, што барем се надмина 55 годишниот раскол меѓу СПЦ и Македонската православна црква. И тоа е навистина голема радост, што неправдата се исправи. Лично мене често пати ми беше како навреда, затоа што ние само тука како македонци имаме право на сослужување и припаѓаме под Албанска православна црква, али не раскинив дел од Македонската православна црква. Ке се молиме за нашата Македонија, ни рекоа мештаните на заминување од Пустец, каде живеат 5500 жители, етнички македонци. Заработувајќи колку за себе, се занимаваат со сточарство и земјоделие. Живеат сиромашно, но имаат богата душа македонска.